Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во уште едно отворено спортско студио на телевизија Нова. Европското фудбалско првенство за играчи до 21 година во втората половина од месец јуни ќе биде во фокусот на европската, но секако и на македонската јавност. Ова пред се поради пласманот на нашата надежна фудбалска репрезентација Ново Еврособир, што представува и историски пласман на една фудбалска репрезентација на континентален турнир во фудбал, но во младинска конкуренција. Ние досега со сениорите не успеавме да го направиме ова, па затоа младите играчи треба да ни го покажат патот за она што доправа би можело да стигне во македонскиот репрезентативен фудбал. Европското фудбалско првенство во Полска ова лето ќе го пренесуваме на телевизија Нова, 18 директни преноси од првиот надпревар па се до големото финале. Ќе ги анализираме сите пресметки, а како едно загревање за она што не очекува во втората половина од јуни. Започнуваме вечерова со една анализа за она што ја очекува нашата фудбалска репрезентација пред се на ова европско првенство. Со мене во студиото на телевизија Нова се Срдјан Захариевски, добро познат на македонската фудбалска и спортска јавност за се она што досега го има постигнато во спортот, но и за она што знае да го каже пред се во пресет на вакви големи турнири. Добре дете. Најпрвен добро вечер до сите гледачи на ТВ Нова. Мислам дека нема македонец што нема да биде горд на ова европско првенство, нема да бидеме горди на ова млада репрезентација кој што за прв пат во историјата на македонскиот фудбал и ние се наоѓаме на едно вакво надпреварување. Се надевам ова генерација ќе има ова историска шанса да не представува, но таму ќе го каже последниот збор. Јас многу верувам во овие млади играчи, бидејќи играат многу години заедно, доста заедно. 13 надпревари се без пораз, значи имаат една огромна самодоверба во себе, имаат огромна самодоверба, има и стручниот штаб, веруваат во стручниот штаб и тие се 13, 14, 15 стандардни играчи кои го понесува целиот терет на овие квалификации и секако тие ќе го имаат и главниот збор во Полска, каде што јас сум оптимист и мислам дека ќе направат нешто и таму на ова европско првенство. Заедно со нас во студиото и селекторот на македонската фудбалска репрезентација за играчи до 18 години Добринко Илиевски, дел од овие фудбалери кои што во моментов се во составот на репрезентацијата за играчи до 21 година, помина низ филтерот каде што ти работеше и селектираше. Какви се твоите очекувања во пресет на овој турнир? Добро вечер и од мене. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Секогаш се чувствувам пријатно во вашето студио. Како што кажа Срдјан, сите ние сме горди на нашата млада репрезентација, која што не израдува во изминатиот период во фудбалска смисла. И исто така, младите фудбалери, како што рековте, поминаа низ филтрите на помладите селекции, неколку години се работи, што од колегите, што од сегашните нивни тренери и селектори, значи колегата Боби Милевски со Звонко Златановски и Роберт Стојановски. Значи тоа е еден процес кој што навистина макотрпно секојдневно се работи, се ствараат играчите, се делкаат и мислам дека се доведени во една ситуација да можат равноправно да се носат со сите најсилни европски сили во таа конкуренција. Со нас и поранешниот репрезентативец на Македонија Панче Ќумбев, гласен на социјалните мрежи кога станува збор за успех на македонска репрезентација или клуб без разлика во кој спорт, колку позитивно влие пласменот на македонската репрезентација, кај тебе како ти го очекуваш стартот на овој евротурнир? Пред се добро вечер од мене. Голем поздрав прво до вас како редакција спортска, затоа што можам да кажам дека сте можеби единствени кои што посветувате толку време на спорт и правите спортски емисии. За жал, кај нас во последно време многу ги нема. Отруени сме со политика и вести. Како да кажам, да се надоврзам на моите колеги, морам да бидам искрен да кажам дека никој не очекувавме ваков голем успех. Можеби потајно самиот селектор и играчи тоа го знаеле во себе, меѓутоа мора да бидеме реални да кажеме дека оваа генерација е бисер на македонскиот фудбал. Ние сме самостојна држава веќе 25-6 години. Оваков успех во сега сме немале. И за мене пред се за овие момци едно големо искуство плюс. И морам да напоменам оно што мене ми импонира е нивната хемија во самата екипа, во самата репрезентација и помеѓу селекторот и стручниот штаб и самите играчи.
онаа хемија која што треба да краси секоја национална селекција во било кој спорт, тоа се гледа. Нешто слично го имаат и нашите ракометари. И се надевам дека оваа генерација ќе продолжи. Мислам дека се уште го нема кажано последниот збор, дека на Европската во Полска ќе видиме доста добри игри. Јас се надевам зашто да не поминеме во следниот круг. За пласман на ова европско фудбалско првенство беше исклучително тешко, се пласираа само 12 репрезентации, поставени се во 3 групи, во 4 групи, но што за Македонија значеше овој квалификацијски циклус, да се биде прв во конкуренција на репрезентации како што се Франција и би рекол и Шкотска, колку беше реално тешко да се совлада квалификацијскиот циклус и да се избори пласман на Еврособирот? Ние имавме исклучително тешка група. Мислам дека тука беа фаворити Исланд и Франција, за да едниот игра директно, другиот игра бараж. Но сепак една Украина, каде што ние два пати ја совладавме. Една Шкотска, каде што исто одигравме одличен надпревар во Скопје. Таму мислам дека двете ги победивме со Шкотска. И со Северна Ирска, каде што имавме исто така две победи. Иако ние главните фаворити не ги победивме, тоа се Франција и Исланд на овие квалификации, првиот надпревар со Исланд, и од тогаш мислам дека немаме ни пораз. Со младата репрезентација тој надпревар прв го изгубивме со 3-0. Во Скопје одигравме 0-0, со Франција 2 нерешено, 1-1 и 2-2. Но сепак останатите надпревари ги добивме, особено пресвртница на она што и не однесе малку и среќата беше на наша страна, е репрезентацијата на Украина. Украина пред нашиот дуел играше со една генерација, но потоа ја сменија генерацијата и Украина мислам дека од тој надпревар, како ја сменија генерацијата, немаат пораз. Но сепак тоа не ја среќата ги прати храбрите и да бидеш пред Франција и Исланд, кој што е во голем подем во младинските конкуренции, е навистина за почит и сосема заслужено се наоѓаме таму кај што се наоѓаме, а тоа е Европското првенство во Полска. Селекторе, во квалификацијската група 3 нашата фудбалска репрезентација по 10 одиграни кола имаше гол разлика 13-7, освои 21 бод, само еден пораз на стартот од квалификациите. За разлика од сениорите, кај оваа селекција проблемот со ефикасноста, би рекол, не постои. На што се должи тоа? На работа на тренинзите или на квалитетот на играчите и храброста која што имаат за време на дуелите? Па мислам дека пред се, значи моје мислење дека менталитетот што го имаат младите фудбалери, значи таа хемија што ја спомна Панче, дека се сплотени, дека делуваат како колектив и дека никаде не излегуваат со мислата дека може да бидат поразени. Значи ја еднаш кажав дека многу голем квалитет е после еден пораз 3-0 во Исланд да се издигнеш така на тој начин и да направиш една таква серија. Значи пред се станува збор за психолошки многу силна екипа, за психолошки многу силни поединци. Исто тука би го клопил и стручниот штаб, значи да се створи една клима во која што на секој надпревар се оди на победа, а ако сакате да победите, се разбира, треба да постигнувате голови. Значи мислам дека сето доаѓа од главата, од психолошката припрема на тие играчи, кои што немаат респект кон ниедна посилна репрезентација, условно кажано. Значи на секој надпревар се свесни дека можат да дојдат до бодовите, да постигнуваат голови и самото тоа носи ефикасен фудбал. Ако влегувате во надпревар со мисла да не го изгубите надпреварот, вие однапред сте предадени, значи поблизу сте до пораз отколку до победа. Така да пред се работи за тоа, а секако дека и квалитетите технички, тактички на фудбалерите и добрата работа на стручниот штаб на тренинзите само го дополнува тој дел и тој впечаток. Ќумбев имаш работено со повеќе тренери во странство и во Македонија, беше дел од силни европски лиги, но и од Македонското фудбалско првенство, беше дел и од репрезентацијата. Колку говорот на Благој Емилевски, колку оние изјави пред секој надпревар, пред секој собир, кога велеше дека Македонија оди на победа, ние играме офанзивен фудбал без разлика кој е противникот, реално влијае по фудбалерите. Може ли вистински толку да ги дигне во облаци и да им даде крила пред дуелите со Франција или со Украина? Видите, пред се Боби е еден многу скромен човек
и пред се голем професионалец од оно што ја знам и како бивш колега, како себе во пријател. Ретко се денес во денешно време да најдете човек од таков калибар кој што е стално професионалец до коска. И јас не верувам дека Боби тоа го говорел само да ги охрабри нашите играчи. Значи он верувал во нивните квалитети, што е факт, тоа се покаже. Значи после тој првиот пораз 3:0 со Исланд, да видиме реални си бевме скептични. Повторно по штампата почна да излегува дека повторно промашени квалификации, добра генерација. Меѓутоа Боби се издигна нацијата, тоа дури имаше написи да се смени одма, значи после само едно напред, значи тоа го има само во Македонија. Значи за жал, кај нас таква клима владее во спортот, не само во фудбалот, што после секој пораз не бараме да се смени селекторот, да се сменат играчите. Мора да земеме примери од Европа, не знам, ја пред се сум љубител на германскиот фудбал. Значи мора му се даде простор и време и на тој млад играч, и на тој млад селектор во Стручев Боби да покаже што знае. Она што јас убеден сум и верувам, Боби ги знаел квалитетите на овие деца и верувал во нив. И со самото тоа им вел самодоверба нив и се гледа по самите надпревари. Значи децата гинат за дресот, за македонскиот дрес, што пак ќе да не се повторуваме реткост во денешни услови. Знаеме во какви услови живееме, знаеме дека сите сме скептични околу тие избори, околу тие селекции. Меѓутоа она што го покаже Боби со неговиот стручен штаб и со децава не демантираше сите и што бевме скептични, оние што верувале, не верувале. Тоа е спојна пред се. Мислам дека Боби неговото искуство во фудбалот, значи имаше долга и богата кариера и не случајно беа оние две титули со, ако не се лажам, со Вардар освоени. Значи еднаш и беше избркан Вардар, па се врати повторно освои титула. Значи тоа доволно говори дека пред се Боби си ја знае својата работа. Меѓутоа мора и да бидеме фер и коректни и да не ги забораваме селекторите кои што работеле студијаца пред тоа во тие младински селекции. Добринко недобро знае. Значи јас тука не би го заборавил Бојба Бунски кој што работеше со таа генерација. Сега да не ме свати него погрешно, мислам дека беше и Горан Петревски со таа генерација. Не знам, не е битно да не играме со имиња, меѓутоа тоа е процес кој што она што јас секогаш говорам, она што е добро треба да се пофали. Значи голема заслуга тука има Фудбалска федерација на Македонија. Значи таа една генерација, ова што е денеска што игра на европско е создавана 5-6 години уназад. Значи тоа е голем процес, она што говоревме пред емисијата дека не можеме ние за пола година да бараме успех. Тоа Срли Добринко многу подобро знае затоа што тоа учат тоа работа. Јас како бивш фудбалер, сега како љубител на фудбалот, можам да кажам дека фудбалот е процес. Значи не можеме ние преку ноќ да бараме успех. Ова што овие деца го направија, сега треба да се надградува. Утре за година, 2-3 овие деца треба да бидат носители на А селекцијата и се надевам дека овој успех ќе го повторат и во сениорската репрезентација. Македонската фудбалска репрезентација покажа дека има квалитет во домашното фудбалско првенство со овие млади играчи кои добиваат повеќе, кои помалку шанса во македонските прволигаши, но дел од нив доаѓаат од првата македонска фудбалска лига. Тука се добри, одлични се во репрезентацијата, сепак кон крајот на сезоната во дел од клубовите не добија вистинска шанса. Колку тоа може да влијае по нивната форма пред настапот на европското првенство? Па секако дека тој основниот фактор за играч да е во добра форма треба да играе во домашното првенство било кај да игра. Мислам дека сега овој период, и не се служувам со констатацијата дека не играат овој период. Овој период се враќа Барди после една добра повреда, кој што е исклучително добро играч. Мислев на домашното првенство наше, конкретно. За играчи од домашното првенство? Така, што се дел од репрезентацијата? Па добро, тука Дарко Велковски кој веќе е стандарден во Вардар, Боба Николов почесто игра. Една добра вест е што Екзон Бетулај веќе е втор надпревар, со Ѓорче играше неколку минути, сега со работнички, значи се враќа, што е исклучително важен за оваа репрезентација. Пред во најавата кажав дека оваа репрезентација не се сведува на 20 и нешто играчи, него овде се 13-14 играчи и тие не се менуваат. Тие како едноставно го имаат монополот. Ова е шала, но тоа е вистината дека тие го изнесува товарот и сега во завршницата на првенството добиваат поголема шанса. Марија Рандевски е веќе стандарден, каде што не беше цела година во Шкендија, сега е стандарден во Шкендија, така да почнуваат да играат, но веќе и нашето првенство веќе и одлучено, овие надпревари што беа 3-4 се одлучи првенството и мислам дека младите играчи повеќе добиваат шанса, тоа ќе ни значи многу за ова европско првенство. Без надпревари во првенствата кај што ќе играат, тешко може да го издржат овој турнир.
Турнирот е исклучително тежок, се игра во краток период. Македонија е во сериозна група. Не очекува интересен, би рекол, спектакл во Полска. Цела Македонија со нетрпение ќе го очекува. Ќе заврши Европското првенство. Што потоа со младинските репрезентации? Што со оние деца кои што доправа ќе го облечат националниот дрес? А мислам за националниот дрес на селекцијата до 21 година. Имаш можност да работиш, да ги селектираш, да ги следиш. Со каков квалитет во моментов располага Македонија во по-малите категории? Па се створи еден континуитет во работата со млади категории. Значи, секоја година, односно генерација за генерација, излегуваат талентирани играчи и многу голем импулс е ова што младата репрезентација се пласираше на Европското првенство и што видоа сите помлади дечиња, односно помлади фудбалери, дека нивните повозрастни колеги може да се носат со врвните европски екипи и врвните европски репрезентации, така да со тој импулс, со една квалитетна работа во младите селекции, еве веќе излегуваат играчи кои што се интересни и за репрезентација. Ги спомнавме Дарко Чурлинов, спомнавме Елиф Елмаз, го спомнавме Јани Атанасов, исто така Рустемовски од Грасхоперс во моментот е интересен да се добие битката со Швајцарија за да настапува за нашата репрезентација. Значи, тоа се веќе 4 играчи кои што се интересни за репрезентација, со самото тоа ќе бидат носители на младата репрезентација во наредниот период. Значи, нема проблем со некој вакуум во тој смисол и мислам дека со уште поголема енергија ќе се влезе во наредниот циклус со искуството што ќе го стекне и што го стекнуваат селекторот и стручниот штаб и делот од играчите кои што ќе останат да играат и во наредниот квалификацијски циклус. Значи, мислам дека ги имаме сите услови и предуслови да продолжи тој континуитет на добри резултати и се надевам и пласмани на наредно надпреварување. Тоа би било одличен успех за македонскиот фудбал. Почитувани, во продолжение правиме кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме конкретно со нашата група на престојниот континентален собир во Полска. Македонската фудбалска репрезентација на Европското првенство во Полска во групната фаза ќе треба да ги одмери силите со селекции како што се Шпанија, Португалија и нашиот сосед Србија. Ова е исклучително квалитетна и силна група, но Македонија покажа дека е силна репрезентација. Веќе дел од селекторите ги објавија списоците на играчи со кои што ќе располагаат на ова Европско првенство. Би сакал да се задржиме малку на изборот на Шпанија, ќе има сериозен состав со дел од играчи кои што настапуваат во насилните фудбалски првенства. Тука имаме фудбалери кои што настапуваат во Барселона, во Арсенал, во Милан, тоа се европски гиганти кои што во моментов изгледаат недостижно, но можеби некои од овие наши млади таленти од следната сезона би ги гледале токму таму доколку се покажат добро на ова европско првенство. Колку може Шпанија вистински да биде квалитетен лидер во оваа група или израмнети се репрезентациите и силите? Па добро, видите сега, група потешки не може да биде ова, да би она според имињата што гледаме. Меѓутоа да не забораваме, ние на Франција ја добивме во квалификациите. Сега кажеме добивме на крајен резултат, затоа што ако она што гледаме од Франција, ние допред година дена не знаевме кои се играчите на Монако. Меѓутоа костурот на таа француска репрезентација беше всушност костурот на Монако. И ден денеска гледаме дека Рабиот кој што игра во ПСЖ, главен играч можеби во ПСЖ, играше во таа младинска селекција и ние испаднавме подобри од нив. Значи зборот ми е дека факт е дека ние сме како име и презиме можеби аутсайдери во оваа група, меѓутоа мислам дека нема така лесно да се опушти никој од тие селекции против нас, затоа што знаат дека ние бевме први во една многу тешка група, значи Франција, Исланд, кој што е во подем и Украина не би заборил во никој случај и Шкотска. Значи самите селекции се свесни затоа што за нив е тоа еден, ајде да кажам, знаеме дека Шпанија и Португалија се држави кои што многу работат со своите млади категории, кои што ние гледаме и учиме пример од нив. Знаеме дека Португалија е актуелен европски шампион. За Шпанија да не говорам, значи самото име зборува, значи владата последниот 20 на години во европскиот и светскиот фудбал. Јасно е дека се они фаворити, меѓутоа јас пак ќе кажам не би ги потценил нашите играчи затоа што јас верувам во нив.
Заборив да спомнам и за Србија, значи они се, ако не слажиме, актуален светски младински првак или европски. Значи се работи за конкретно можеби најдобрите селекции во моментов кој што се до тие 21 година. Меѓутоа, јас верувам во момци, јас кажав во нивната форма, она што и Добринко кажа, и Срли имаме млади играчи кои што стасуваат. Значи, ти пред емисија правевме дека Елмас може да игра комотно во Ајакс, кој што играше финале на Лига на Европа. Значи, такви квалитети поседува дечкото. Значи, тоа не случајно. Може би ние мал хендикеп имаме она што, за жал, имаме слаб квалитет на наша домашна лига, меѓутоа многу од овие играчи играат во Европа и тука е големиот плюс за нас. Јас сум оптимиста, секогаш по природа верувам дека нема да се посрамотиме овде. Го имаме распоредот. Знаеме дека Македонија отвара против Шпанија на 17 јуни. Во второто коло играме против Србија, во третото коло против Португалија. Колку овој распоред на надпревари и овозможува на Македонија подобро да се подготви за предизвикот кој што ја очекува, дали нешто би менувало доколку во воведното коло би играле против Србија и Португалија, во третото против Шпанија? Јас се сложувам дека ова е најтешката група. Шпанија има еден извореден квалитет. Шпанија има играчи Денис Суарес, Барселона, има Марко Асенсио, Реал Мадрид, има Саул Нигес, еден извореден играч од Атлетико Мадрид, има Инаки Вилијамс од Атлетико Билбао, капитенот Делефео, кај што е главен играч во Милан. Така, Белерин од најбрзиот европски играч од Арсенал. Така да има изворена генерација, но кај ја гледам нашата шанса. Овие се супер играчи, но тие не се носители освен Делефеу во Милан. Саул, кај што има навистина го ценам како еден многу во средниот ред, како еден голем работник во Атлетико Мадрид, и Инаки Вилијамс, кај што игра често во Атлетико Билбао. Другите не се носители, иако Марко Асенсио е изворен играч и во Реал Мадрид, не игра толку често, секогаш е на клупата или ќе игра со кога ги менува Зидан, кога ги ротира. Значи, тие се играчи, освен овие тројца, кај што се главни играчи во своите екипи, што се носители на играта на екипите, другите се или резерва, или потекнуваат од големи клубови, играат за големи клубови. Но сепак, тука ја гледам и нашата шанса, каде што ние имаме една компактна репрезентација, ние немаме поединци. Да издвоиме сега од нашата репрезентација, јас пак ќе се навратам, тие се 13-14, тоа е нашата репрезентација, ние немаме да издвоиме двајца, тројца, па тие не однесува на европското првенство. Знаеме како игра Шпанија. Шпанија како игра и селекцијата, така играат сите селекции, играат на една половина, тоа е на противничката половина, со доста кратки додавања, со пас, и тука не се минува ништо. Мислам дека ќе направат, нашиот стручен штаб ќе направи една добра анализа, ќе ги гледаат неколку пати, и предноста е што пак ќе се навратам, не се тие се големи имиња, играат у големи клубови, не се големи имиња, играат во големи клубови, треба уште да напредуваат, да созреват, да бидат светски играчи, но имаме колектив и дух. Вториот надпревар е со Србија. Она што го кажа Панче, тие се, таму има 9 играчи што 2013 имаат освоено европско првенство, а 11 што имаат 2015 светско првенство. Предноста, и мислам дека тука 50-50 се шансите со нашата репрезентација, иако да ги прашаме србите, сигурно ќе рече 90-10. Но јас ја гледам шансата 50-50, бидејќи тие по освојувањето на светското првенство, многу играчи отидоа надвор, каде што немаат минутажи. Се продадоа на светско првенство до 20 години и кај што немаат минутажи. Тука може да кажеме Груич, каде што е у Ливерпул, но не добива шанса. Андреа Живковиќ, извореден играч во Партизан, сега е во Бенфика. Милутиновиќ, Валенсија, па не заигра
па отиде, не знам дали, мислам дека е во Астана. Едини е капитенот и прав играч кај што е во сите селекции е Урош Ѓурџевич и првстрелец на Партизан, не знам дали е во Српската лига, првстрелец е на Партизан. И капитен едини прав играч и она што го задржува континуитетот, иако Партизан е помал клуб од овие што ги спомнав, но сепак игра. Фудболот што го играат е на тоа ниво, на едно слично ниво на наше, значи не играат како Шпанија на една половина. И затоа гледам, може ние сме и по-компактна екипа од србите. И затоа ќе кажам дека тука шансите се 50-50. Додека на овој надпревар, последниот што го имаме во квалификациите, се надам не е последен, него во групата. Португалија, за мене тоа е еден најтежок надпревар, бидејќи португалците имаат една изворена серија, 19 надпревари, 3 години се без пораз. И во квалификациите, кога ќе погледнеме како поминале, освен оној нерешен резултат, имаат нерешен резултат со Унгарија 3-3, ќе видиме како поминале низ квалификациите и 3 години да не си поразен, ние сме две, значи тоа е една самодоврба, една компактност. Претежно нивните играчи играат во своето првенство. Имаат извореден шпиц играч, Андреа Силва, каде што нема квалификацијски надпревар, кај што нема 2-3 гола дадено. Извореден играч игра во Порто. 90% се играчите од домашното првенство, се знаат. Португалија има едно изворено првенство, може кај нас е доста подценето и не се гледа. Португалија има едно изворено првенство, Португалија има изворена школа. Јас сум бил една година, сум играл и тоа можем да го потврдам. Имаат изворени тренери. Да погледнеме сите европски добри екипи, имаат португалски тренер. Изворени тренери, каде што школа за тренери, значи тоа произведуваат и изворени млади селекции. Иако за нас е малце подалечна, но јас мислам дека најтешкиот противник ќе го имаме токму во Португалија. Шпанија, ќе се навратам уште еднаш на Шпанија, иако се толку звезди, мислам дека пак ќе се повторам дека е ранлива и во квалификациите тоа го покажа, изгуби од Хрватска дома, каде што Шпанија дома е неприкосновена и тоа 3-0. Значи Шпанија е доста ранлива. Мислам дека со Шведска имаат 2 надпревари по 1-1 и таму и во Шпанија и надвор. И сепак ќе кажам дека за мене најтежкиот надпревар е последниот со Португалија, последниот од групата. Се надевам дека ќе има уште. 17, 20 и 23. 6 дена, 3 кола во групната фаза за македонската фудбалска репрезентација. Отвараме со Шпанија, ја затвараме групната фаза со Португалија, се надеваме на пласман во полуфиналето, спортски да не ја губиме надежта на ова европско првенство кое што се уште не е ни започнато. Колку тие 6 дена, колку тој еден ден за реален одмор после надпреварот со Шпанија и после надпреварот со Србија ќе овозможи Македонија да се рехабилитира, затоа што ја очекуваат напорни подготовки, а потоа веќе и настап. Можат ли овие 14-15 момчиња да го издржат притисокот на физичкиот напор што го носи континенталниот турнир? Да. Јас малце би се вратил на претходните прашања што ги поставивте на моите почитувани колеги. Значи, ако вака анализиравме пред квалификациите за европското првенство, кои репрезентации со каков квалитет поседуваат, кај играат во кои екипи, значи ќе се ствараше истиот впечаток како сега дека Македонија е аутсайдер. Значи нели против Франција, против Украина, против Шкотска, против Северна Ирска. И ако тргневме од тоа кој каде игра и колку игра, значи ќе дојдевме до еден заклучок дека Македонија нема никакви шанси во квалификациите. Меѓутоа видовте што се случи. И додека зборуваме идат слики од надпреварите со Франција, јас во себе си направив една паралела меѓу двата надпревари, колку поквалитетно ние одигравме на вториот надпревар. Значи двата надпревари се одиграа нерешено и тука 2-2, таму 1-1. Меѓутоа во надпреварот во Скопје влеговме многу лашено,
имавме игра, имавме шанси, меѓутоа сето тоа беше колку што ќе ни дозволеше противникот. Веќе во реваншот во Франција бевме со многу голема самодоверба, игравме многу дрско. Значи, веќе знаевме што сакаме и делувавме на вистина квалитетен противник кој што стана за респект и после тој надпревар и после наредните надпревари во квалификациите. Зборот ми е дека сосема друга слика и сосема друг впечаток се ствара кога се имат во увид игрите што ги пруживме во овие квалификации. Веќе Македонија не може да се гледа низ призмата на кој играч каде игра, колку игра. Единствено надпреварите и квалитетот на надпреварите кои што ги одиграла оваа селекција заедно, а тоа е на едно врвно ниво. Значи, влегуваме со едни, во тој поглед, доста изедначени шанси со репрезентациите на Шпанија, Португалија и Србија, без разлика што на хартија делуваат многу страшно. Исто и Франција делуваше многу надмоќно во тој поглед, меѓутоа видовме дека завршивме пред нив. Значи, психолошкиот момент е секогаш многу важен, за мене најважен, и исто одговорот на прашањето кое што ми го поставивте, значи психологијата е многу и најважен елемент и во поглед на опоравокот после утакмиците. Значи, постои физичка рекуперација, односно опоравок, и постои психолошки опоравок. Психолошкиот опоравок е многу потежок и репрезентациите, тимовите кои што ќе успеат побрзо психолошки да се вратат после тие надпревари, ќе бидат во голема предност. Значи, физичкиот опоравок е познат за сите, има стручни тимови кои што тоа го работат феноменално и брзо ги враќаат екипите и репрезентациите на почетно ниво на физичка спрема. Меѓутоа, психолошкиот опоравок е малце посложен, а мислам дека понесени од фактот дека прв пат учествуваме на еден таков надпревар, сите овие репрезентации играчи играат многу често врвни надпревари и за нив е тоа некоја рутина. Мислам дека нашите играчи и стручниот штаб ќе се издигнат на целата оваа ситуација, односно ќе најдат сили, како што најдува квалификациите, во секој поглед да се враќаат и физички и психички и да ги одиграат трите надпревари како што очекуваме дека ќе ги одиграат. Исто така, за мене, кога зборуваме за тие три надпревари, е многу битен првиот надпревар. Не од аспект на тоа со кого играме, туку дека е прв надпревар. Значи, треба да се најде таа психолошка оптимална мотивација која што треба да биде, да речам, важен фактор во поглед на тоа да не сме премотивирани, а се разбира дека не можеме да бидеме немотивирани на еден таков надпревар и едно такво првенство. Значи, ние секогаш со нашиот менталитет знаеме да изгориме, со обичаен речник кажано, меѓутоа ако се најде таа оптимална мотивација, сигурен сум дека ќе ја најдат, веќе ја препознаваат репрезентативците и стручниот штаб, и мислам дека и самите ќе бидеме изненадени од тоа колку добро ќе играат и ќе влезат нашите репрезентативци во сите три надпревари. Самиот пласман на Европското првенство во Полска представува историски успех и огромен резултат за македонскиот репрезентативен фудбал, без разлика на исходот од надпреварите во групната фаза и без разлика на она како Македонија ќе одигра на ова Европско првенство. Овие момчиња никако не смеат да бидат ставени во втор план и мислам дека низ квалификацијскиот циклус Македонија покажа дека е сериозен претендент за висок успех и за добар пласман на овој Еврособир, а тоа го потврди Давид Бабунски со онаа легендарна изјава по пласманот на Европското првенство дека веќе не сака да слушне за македонскиот, односно балкански менталитет. Ќумбев, колку балканскиот менталитет не назадуваше во фудбалска смисла досега, а можеме да се надеваме дека од сега полека ќе го анулираме? Добро, тоа не е можеби балкански, меѓутоа македонски сигурно. Да бидем искрени, ако гледаме низ фудбалот, можеби србите имаат како нас менталитет, меѓутоа ако ги земеме хрватите на пример, имаат една страшна репутација, меѓутоа и пред се страшно гинат за боите на својот. И добри резултати. Да. Многу делува, значи да се некои работи ги говориме округ се вртиме, меѓутоа тоа е фактот, мора да бидеме искрени оно што и Добринко го кажа. Значи многу битна е, сепак се работи за турнирски систем на надпреварување. Значи квалификациите едно или лигата едно, меѓутоа турнирски е сосема нешто трето. Значи тоа се 3 надпревари во 5-6 дена. Значи мора да имате на располагање 20 играчи во топ форма, затоа што нели сите знаеме дека како што кажеме многу е битен првиот надпревар. Ако дај Боже ние победиме првиот надпревар, нису едната нога сме веќе во следниот круг.
И тоа е многу битно за самата психологија и делува на самите играчи. Оно што кажа Добринко, значи јас не верувам дека тие дечки нема да бидат мотивирани. Само треба да се дозира таа мотивираност, како што кажа тој, оптимална, и јас верувам дека, како што и напоменав многу пати да се, овие деца покажаа дека има хемија кај нив во самата селекција. Како што до сега јас во ниједна селекција за фудбал зборувам, ја немам видено и ја немам осетено. Ние сме можеби надвор од трибина гледаме, Добринко може поблиску со нив таму работи, меѓутоа се гледа. Голема заслуга стручниот штаб пред се. Јас верувам дека Боби сега го ги има анализирано сите противници наши можни и да се направи целосна анализа за, како што кажав, турнирски систем на отпреварување. Тоа е многу битно. Ние знаеме дека една Италија во квалификациите се мачи, игра, лошо не игра, во самите групи на секој европски светско се мачи, игра 2-3 нерешено, меѓутоа стигнува до полуфинале и финале. Затоа што е турнирска репрезентација. Германците исто. Значи тоа е систем кој што они добро го знаат и го работат. Ние само треба да учиме на добрите. Оној менталитет што ние го имавме пред овие квалификации, го знаевме сите. Ќе изгубиме една утакмица и негативна енергија се ствара околу репрезентацијата, во репрезентацијата, новинари, не знам, медиуми ги напаѓаме, жаргонски кажано ги плукаме нашите репрезентативци и ние очекуваме од нив штење да го победат. Како кога не веруваме во нив? Не мора да веруваме во овие деца. Значи само доказ е тоа дека последниот надпревар со Шкотска они ја наполнија арената. Значи до сега ни една младинска селекција не ја наполнила арената. Тоа е голем доказ. Јас секогаш параме на паралела затоа што многу сакам и пратам ракомет. Типичен пример за мене за спортист за Македонија требало да биде Кирил Лазаров. Значи човекот има освоено се што може да се освои и секогаш гине за национална адрес. И никогаш нема речено јас не играм за Македонија, како што имаме примери во другите спортови. Значи таков пример и младите деца, младите спортисти треба да учат од такви луѓе. Значи знаеме дека Кирил Лазаров можеби последниве 20 години во топ 5 играчи во светот ракомет. А тој секогаш гине за својата земја и секогаш се доаѓа, игра за репрезентација, повреден играл. Значи секој европско светско првенство он го игра максимално. Значи такви спортисти треба да бидат пример за овие деца и овие деца треба да бидат пример за наредните генерации кои што работат Добринко и колегите негови. Значи јас се надевам дека еве сега Кирил Лазаров прави камп, нели? Тоа го знаеме 2-3 години. Значи многу ми е мило што гледам дека ги собира ракометари, познати бивши кои што работат со тие деца. Значи мене ми е многу мило и ќе ми биде мило овие деца да бидат да добијат таков стимул, легендите наши што се во фудбал да бидат со нив. Јас гледам дека ако не се лажам со Италија квалификациите, овие деца дојдоа заедно со Боби Милевски, заедно од прв до последен како првачиња. Значи јас тоа кога видов, мене беше јасно дека таму има дисциплина, има ред и пред се работа. Значи тие деца беа сите заедно седа и околу нив седа легенди од типот на Митко Стојковски, Тони Мицевски и се гледа онаа дека тие деца ги гледаме со очи кои што сакаме да ги гледаме сите наши селекции. Се надевам дека ова Боби постои некои стандарди кои што ќе треба да ги практикуваме ние во виднина за да ги гледаме сите наши селекции период и до 17, до 18, до 19 години на европски надпревари на првенства, затоа што само тоа е начинот на работа и успех само преку такви квалификации, преку такви првенства, ние можеме да очекуваме плод во А-селекциите. Постои едно мислење во јавноста, многу често го читам и на социјалните мрежи, но и дел од познатите фудбалски имења знаат да се одлажат и да кажат оваа репрезентација многу наскоро ќе добие целосна контрола над сениорскиот тим, односно ќе се случи една тотална промена на генерации. Возможно ли е нешто такво? Возможно ли е играчи до 21 година за веќе следниот квалификацијски циклус за пласман на европско во сениорска конкуренција да добијат така голема шанса? Игор Ангеловски најави и тоа го реализира со давањето шанса на помлади играчи, на подмладување, на еден процес кој што он вели дека ќе потрае, а од друга страна јавноста очекува по завршувањето на европското првенство многу од досега стандардните во А-тимот повеќе да не ги гледаме во репрезентацијата. Јас на ова прашање имам одговорено неколку пати. Ова наша млада репрезентација до 21 година, тие идат или заедно, или не можеш да одвиеш поединци. И пред ова го кажав, дека нас двајца, тројца играчи, како другите репрезентации, екстра квалитет, што двојат, ние немаме такви играчи во репрезентацијата. За да се направи такво нешто, еднаш се направи, тоа беше мојата генерација, каде што ние во 13 од млада репрезентација на
Македонија, истата позиција, у 21 сите влеговме во А репрезентацијата. Тогаш се тргна едни, да не кажам, најдобрите играчи може на сите времења во Македонија, најдобрата селекција. Дарко Панчев, Илија Најдовски, Бошко Ѓуровски, Милко Ѓуровски, Јаневски, да не ги наборам, Тони Саевски, за какви миња збориме, а тие играчи беа 28, 29, 30 години, не беа тие 36, 37, па 40 години, него тие може уште еден циклус да дадат, можеби, многу повеќе од нас, но некој верувал во нас младата, бидејќи ако им дадеше, може така размислувале, ако им дадеа шанса на нив, ќе не изгубеа нас. Значи, сега е моментот, јас на ова прашање го одговарам доста пати, сега е моментот ова репрезентација или иде цела, или не се двојат играчите. Тоа треба, и го кажувам, секаде сум го кажувал, тоа треба да направи Фудбалска федерација која е одговорна за се, да направи добра анализа. Без анализа ние можеме да збориме овде, јас мислам вака, јас мислам онака, но треба стручњаци со анализа, со статистики, со кој колку играч што допринел. Тоа е огромна наука, огромна анализа, огромна статистика. И по статистика ние ќе се водиме. Сега еден пример, полемизираме со еден играч Касемиро. И мене не ми се свиѓа Касемиро. Реал Мадрид нема изгубено кога игра он. Ги губи сите. И мене не ми се свиѓа и на него, ама кога игра Реал Мадрид не губи. Значи тоа е статистика, тоа е анализа. Не е тоа само да го видим. Јас пак стојам на тој факт. Ова млада генерација, и јас си го кажувам своето мислење, мислам дека треба да се направи еден таков рез, ако сите што збориме не прават горди, сите веруваме во нив и на крај ќе испаднеме дека никој не веруваме во оваа генерација, ако не им даеме она што би рекол топ-тан сите во репрезентацијата, ако веруваме по анализа и статистика. Тоа ќе покажат анализите, федерација е заслужна, федерација е одговорна за тоа и мора да одговори. А она што се дава шанси на некои млади играчи, мислам дека јас имам спротивно мислење, бидејќи тие скокаат неколку скали. Зашто да не игра Јани Атанасов или Елмас, еве сега на европското. Уште 2-3 играчи како Рустемовски, Чурлинов. Чурлинов сега игра за репрезентација, а не може да игра за У21, да ни помогне У21, или оној од Грасхоперс Ѓорѓиев. Сега игра за А репрезентација, на клупа за млада и ќе влезе 2-3 минути. Не гледам тука многу, не можеш за млада играш за А репрезентација, значи многу скалила скокаат од еднаш. И после е многу тешко таков играч од таа репрезентација или првотимец во лигата да го вратиш да игра за младици. Значи тоа е оној секој што бил фудбалер и тоа го знае. Сега играш првотименци на Вардар и сега те враќаат да играш у младици. Кој е тоа, со кој елан тој играч после мислам дека ќе го изгубиме за секогаш. Тоа е и у сека професија е така и мислам дека не се сложувам со таква давање на шанса. Да, и помладување за мене репрезентација е нешто свето. Панче 5-6 пати се навраќа на тоа дека треба да се игра за репрезентација. Јас не знам поинаку. Јас и кога гледам, а не зборам кога сум играл за репрезентација, тоа било свето за мене. Она химната која ќе слушнеш, и сега ми дадат морници, сега ми дадат морници, не знам како да играме за репрезентација, Па за кого да играме? Она самата химна и сега ми дадат морници, со малце емоции зборам, па за кого да играм? Па тоа е свето нешто. Сега ние ќе чекаме дали ќе имаат они мотив, нема да има, така се игра за репрезентација. Јас не знам како се игра за репрезентација, освен све што имаш 500% и милион грешки да направиш, така се игра, тоа е репрезентација, тоа е свето за секој. Се надевам дека ќе се направи уште еднаш, ќе се навратам на одговорот, ќе се направи анализа и моето мислење е да се направи и да им се даде шанса на децата и ако сите веруваме во нив и да видиме што ќе направат на следните квалификации. Но има и таму играчи што се доста квалитетни, така да тука има доста работа и треба да се направи некој склоп. Пред да се
вратиме на Европското првенство и на останатите надпреварувачки групи, двете конкуренции кои што треба да го донесат евентуалниот противник на Македонија во полуфиналето, ако би се пласирале таму. 3 надпревари, многу различни умови, еден селектор. Имате можност да работите заедно со селекторот Благој Милевски. Беше многу истраен во овој квалификацијски циклус. Колку поддршката од вас, колегите, му значи и колку верува во она што допрва треба да го сработи оваа репрезентација? Па јас пред да одговорам на прашањата, би сакал малце да се навратам на прашањата кои што ми ги поставивте на колегите, пошто малце поише сум инволвиран во таа проблематика. Посебно прашањето на Срđan што му го поставивте во однос на тоа како евентуалното помладување. Да, значи младата репрезентација на Македонија има еден селектор, а репрезентација има друг селектор. Двата селектора работат според своите убедувања и начинот на кој што гледаат на фудбал и на тоа како треба да им изгледа нивната селекција. Значи, селекторот на младата репрезентација Милевски постигна одлични резултати и нормално е дека таа екипа ќе му делува, односно сака да му делува така како што е, односно да игра во тој состав и да биде компактна како што беше. За разлика од неа, селекторот на репрезентација Игор Ангеловски има повеќе простор за да речам експериментирање, затоа што ги изгубивме шансите, нели, за пласман на првенството. И од друга страна, значи тие млади играчи кои што се ставаат, односно се повикуваат за оваа репрезентација, постои на некој начин и борба помеѓу, да речам, некои држави кај што играчите настапуваат, да речеме конкретно за Рустемовски, многу веројатно е дека тој може да настапува и за Швајцарија. И претходно тоа истото се случуваше и за Ѓорѓев. Значи ние како федерација, како држава треба да направиме се за да тие играчи да стекнат право да играат за Македонија и да се одлучат да играат за Македонија. Значи ние правиме све што можеме, односно колегите и фудбалската федерација на Македонија превземаат сите чекори за да ги придобиеме тие млади таленти кои што многу лесно, како што отиде Кулушевски да игра за Шведска, можеме да го изгубиме и Рустемовски, можеме да го изгубиме и споменатиот Ѓорѓев и Чурлинов. Имаше разговори дека може Србија има потекло српско и така натаму. Значи тоа е борба веќе на репрезентациите и на федерациите кој играч за која репрезентација ќе игра. И пак ќе речам, селекторот на репрезентација го има тоа право, значи да подмладува колку што мисли дека треба да подмладува, да прави спој на младоста и искуството. И од друга страна, тука ќе се надоврзам на прашањето што го поставивте на Панче за во однос на авторитетот на Кирил Лазаров и во однос на начинот на кој што тие млади играчи се вклучуваат во оваа репрезентација. Значи ние имаме една икона во оваа репрезентација, тоа е Горан Пандев, кој што е она што е Лазаров за ракомето, тоа е Горан Пандев за фудбал. Значи он со расширени раце ги пречекува тие млади играчи, тој и постарите колеги, че тие се чувствуваат како да играат за млади селекции кои ќе дојдат во репрезентација. Тоа е голема работа, значи нема никаков отпор од постарите колеги. И од друга страна, знаете што све Пандев прави за младинскиот фудбал, за афирмација, за афирмација на тие млади таленти, за нивно промовирање, со финансирањето во неговата академија, стотици млади деца, значи се стипендираат, се спонзорираат, им се ствараат сите услови за да можат тие деца да се пробијат во врвниот фудбал, да направат трансфери, да бидат поконкурентни во младите категории. Значи, пак ќе речам, тоа е икона на македонскиот фудбал, кој што навистина вложува и покажува како треба да се штитат младите играчи. И уште еднаш ќе кажам, вратата на сите тие млади играчи е отворена во млада селекција и во репрезентација. И прашање на селекторот е како ќе ги искомбинира тие, дали ќе ги викне сите играчи одеднаш во репрезентација или ќе направи некој микс. Мислам дека за мене лично сите да влезат во репрезентација е малце потежок процес, односно може би порадикално, меѓутоа секој има право на свое мислење. А што се однесува до прашањето, ако сакате да го повторите, пошто малце се за... Пред да се навратиме на фудбалската репрезентација... Само да му одговорам, јас малку не се сложувам со Добринко, бидејќи репрезентацијата не е белгушец,
и рече може да се експериментира. Јас мислам дека иако се квалификациите изгубени, репрезентација никогаш не се експериментира. Може да се експериментира клуб, па снимало пари, па сме изгубиле шансите, па ќе им даеме на помлади, па да видиме што имаме за до година. Репрезентација играат најдобрите. Ако мислиме дека тие се најдобрите, може да има и 40 години. Ние мислиме дека тој е најдобриот. Тој Кирил Лазаров го спомнуваат Кирил Лазаров. Колку години е Кирил Лазаров? 37, ако не слушаш. И сега ќе правиме подмладување. Секој селектор кој ќе дојде, јас ова го слушам, и секој ќе прави подмладување. Подмладување на што? Ова е репрезентација. Ова ме представува мене, не представува сите. Ова е држава. Химна се, тука нема експеримент, тука не се сложувам, тука нема експеримент, тука играат најдобрите, па било со кој да играме, јас сакам да победиме. А сега дали ќе го украде, дали некој играч ќе украдеме од оваму или од таму, па не сакал да игра, тој ако не сака да игра за Македонија и историјата покажува кога сме имале ќар од некој играч таков што сме Да го го украли. молиме да. Да го молиме и сме го украле, па тој не направил, не однесол на европско или светско или не однесува на европско децата што ќе се вратам на почетокот што ми го постави прашањето, 90% играат домашното првенство. Тие деца не однесува на европско. Сега кој не однесе, ние ќе го крадеме ово или оној, може да биде екстра талент. Ако тој не сака да игра, ако не ја чувствува Македонија како своја земја, тогаш тој играч не ни треба. Што да го види Скопје, да се слика со градбите? Јас реално зборам, репрезентација не е експеримент. Репрезентација е свето нешто и секој тука идеме на победи. А подмладување, секој селектор подмладување, тоа што е? Секој сака, сега ќе подмладуваме. Кај сите го слушаме тоа. Тоа е само купување на време или нешто, не знам, Може во би алиби јавноста, барање, да, алиби барање и јавноста да добива сега овој ќе подмладува. Не, репрезентација мене ме интересира само победа, како што го правиа децата, да отидеме некаде, да добиеме и ние тренерите, да добиеме и Панчека кога ќе отиде во синдикатот, кога ќе отиде таму, вие сте на европско, вие победувате, а не да сме 160 место и со главата доле, секаде идеме со 160. И младите селекции ќе добијат многу, и сите ќе добиеме, и вие спортските новинари, секој граѓанин ќе се, кај да излезе од надвор од Македонија, се чувствува горд. Има на што. За сега подмладување или експерименти, не се сложувам со Пижон, експеримент заборавено е за Македонија, за репрезентација. Морам да направиме кратка пауза, затоа што за нас свето нешто се рекламите. Правиме кратка пауза за реклами, потоа се враќаме на темата за Европското фудбалско првенство и за она што се случува во младинските категории. Продолжуваме онаму каде што застанавме со анализата или со дебатата околу евентуалното подмладување, да не заборавиме само дека денеска темата е Европското првенство и она што не очекува во Полска. Имаме уште неколку минути простор околу разговорот за најавеното посериозно или помалку сериозно подмладување на репрезентацијата. Застанавме дека репрезентацијата не смее да биде експеримент. Верувам дека селекторот има нешто да каже на ова, потоа ќе го слушнеме и Панче со негов став. Да, кратко само, значи, може би зборот експеримент не е соодветен за она што сакав да го кажам и што околу тоа што разговаравме, значи, може би треба да се каже дека има повеќе простор за комбинирање на тие млади и постари играчи. Значи, селекторот Игор Ангеловски, јас сега не сум негов адвокат, тука меѓутоа пробувам да објаснам некои чекори и потези. Останаа да играат и Пандев и Шиков, значи постари играчи, меѓутоа се напри една комбинација на младост и искуство и врз основа на она што претходно го зборевме, да речеме еден талент како Елиф Елмас кој што може да игра во било која европска екипа, значи збориме за квалитет, не е тоа подмладување само како да се рече дека е подмладување. Збориме за Јани Атанасов кој што има преддоговор со Интер, значи не правиме муабет ние за некои играчи кои што буквално ги експериментираме со нив. Збориме за Чурлинов кој што е најдобар играч во младата селекција над Кел, кој што влезе со Белорусија, кај што победивме 3-0 и веднаш го сврте вниманието. Значи збориме за квалитет, не е тоа само на хартија подмладување или пак ќе речам тоа може да одговори најдобро селекторот Игор Ангеловски, меѓутоа јас сум инволвиран со тие играчи и затоа знам дека се работи за играчи кои што сметаме дека се квалитетни. И она околу државјанството, значи ние сакаме да ги имаме тие играчи да имат право на настап за Македонија,
Значи да не бидат земени од друга држава, а понатака ќе се види колку они со колку срце и со колку желба, и ако имаат желба да играат за Македонија, ќе играат. Значи нив никој со сила нема да ги натера или да ги моли да играат. Меѓутоа, наше е да ги придобиеме. Значи тоа е затоа што ќе има понатака реперкусии во однос на сите ние кои што сме во федерацијата, дека не сме направиле ништо за тие млади таленти да играат за Македонија. Значи во тој поглед, апсолутно се сложувам со Срđan дека не треба да се експериментира и дека треба да се игра, односно да играат тие што навистина со срце играат. Тоа е многу јасно, ете да бидам краток да не. Панче. Морам да кажам дека делумно исто согласувам, не согласувам со двајцата колеги, а пред се околу државјанството и тоа, значи јас разбирам дека такви таленти, значи не смеме да ги испуштиме, и тоа не по секоја цена. Ако мене му услово било кој играш дека ако не настап, не зборам буквално, меѓутоа така испаѓа работата дека ако не настапам за Македонија, ќе играм за, не знам, Швајцарија или Турција. Дечко, ти ако сакаш да играш за Македонија, ќе играш за Македонија. Ако тебе ти е срцето македонско, ти играш за Македонија. Ако ти му условиш мене како држава и репутација, како ако не настапам, јас ќе играм за не знам каде, не ми требаш. Значи само тоа се кажам, јас верувам дека тој што сака да игра за репутација, ќе игра. Дали на 37 години, дали на 17, ќе игра. Значи тоа е докажано со текот на годините. Јас кога играле Срли и неговата генерација ми биле идоли, јас им собирав топки зад гол, меѓутоа сум ги гледал со очи на идоли, ми било сон да играм некоја за таа репутација. И сум доживал, ми се исполни сонот. Овие деца, ако немаат сон да играат за македонска репутација, не ни требаат како фудбалери. Она што кажавме за помладување за репутација, јас со Срли се сложувам дека во ред, значи се во ред, меѓутоа не можеме да бараме секој квалификација ние либи. Значи како доаѓа нов селектор, значи не зборам сега за Ангеловски, зборам Зуна за 25 години. Кана се има, значи прва утакмица, првите 2-3 кола као играме добро, после ќе помладуваме. Не, или помладуваш од почеток и кажуваш дечки овие квалификации помладуваме, правиме селекција за следните квалификации, а не испаѓаме со изјави дека ќе биеме трети, четврти и после второ, трето коло сега ќе помладуваме. Така не. Значи мора да се знае дека, како што кажа Срле, нема експерименти. Јас кодам на градски, сакам да гледам како Македонија победува. Не знам дали игра со Италија или со Андора, јас сакам да видам дека Македонија победува. Не само јас, верувам и сите кои што го сакаме спортот и нашата држава. И мора еднаш да некои работи да се кажат реално и да не преќутуваме преку некои работи, да не соди. Значи јас како во моментов обичен гледач и како, ајде да кажам, председател на синдикат на фудбалери, јас не сум тренер, немам тренерска лиценца, меѓутоа колку толку го разбирам, фудбал сум играл, јас мислам дека според мене мисля дека неколку играчи што треба да добијат повик, моментално не се повика на гостаци, меѓутоа си има сектор кој што се одговара за тоа. Ако не има проблем на некоја во случај левата бековска позиција, мора да се најде решение. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е работа на селекторот, има луѓе кои што го назначиле и тие луѓе одговараат. А тој сектор одговара пред нив, тие луѓе одговараат пред македонската јавност. И мора да бидеме реални да си признаеме грешките. Значи јас секој зборам, че ние сме народ што имаме сериозен проблем со нашиот менталитет и во однос на тоа дека не сме реални. Значи ние никогаш не признаваме дека да, сгрешивме, слаби сме. Ние ќе речеме ќе најдеме алиби дека крив е комшијата. Ние никогаш не сме криви, за жал. Тоа е нашиот менталитет. Меѓутоа овие момци, тоа како што каже Бубунски, добро беше изјавата, значи од денеска за натаму никога не му се понижуваме и така треба да биде. Со таков мотив да влегуваме, како што каже Добринко, значи одиме да победиме, не одиме ние да се плашиме на тоа европско. Одиме да го освоиме. Со такви мотиви треба да влеземе. Само тоа е според мене патот до успех. Во нашата група се селекции како Шпанија, Србија и Португалија, а во останатите две конкуренции се Шведска, селекцијата на Англија, селекцијата на Полска и на Словачка во групата А, и во групата С се Данска, Германија, селекцијата на Италија и селекцијата на Чешка, се извинувам, во групата е селекцијата на Полска. Колку звучи, какви репрезентации, ние сме таму. Одлично звучи ова европско првенство затоа што скоро сите големи европски репрезентации што имаат традиција на резултати, на пласман на вакви турнири, освојување на континентални првенства, се во друштво на нашата репрезентација која што се согласивме сите дека мора да ја бодриме и да ја носиме напред и колку што можеме да придонесеме со се она што ние го работиме за да постигне што поголем резултат на овој европско првенство. Кој покрај Шпанија и Македонија од нашата група или Шпанија и Македонија и Португалија, Македонија или Србија, без разлика која тргнеме настрана нашата група, кој од останатите репрезентации досега за вас прикажа квалитет дека може да стигне до тоа полуфинале, а потоа можеби во финалето на овој европско првенство?
Прво да кажам, не е исто Европско првенство за сениори и Европско првенство за младенци, затоа звучи многу добро ова, бидејќи овде се 12 репрезентации а во сениорската се 24. Замислете да е исто и во сениорската конкуренција, каде да има 12 репрезентации, ќе ги слушнеме скоро истите имиња, се надеваме убаво би звучило и Македонија да е тука. Така да. Убаво би било да сме тука. Но сепак ова се европски гиганти. Ова е за мене врвот на европскиот фудбал. Уште еднаш ќе кажам, ова е поголем успех него репрезентацијата за мене за да отиде на европско првенство каде што се 24 репрезентации. Тука Англија имаат изворени млади играчи. Италија, каде што секогаш ништо не се знае со нив, како што игра репрезентацијата, така игра и младите селекции, знаат на резултат. Мислам дека италијаните се тактички, не мислам, него тоа е сигурно тактички најпоткованата репрезентација. Во кое ниво да игра, тоа може Добринко и да го каже сега кога беа на турнир во Италија, играа со нив, тоа може да го каже во која селекција и каде да играат, тоа се тактички најобучените. Јас мислам дека на 2-3 години сите ги обучуваат машките деца, па после кој игра фудбал ја знае тактиката. Посекако го знае. Ја знае тактиката, да. Така да тие се репрезентираат Германија, секогаш е тука Германија и нашата група, ќе кажам, најквалитетна, каде што никој не очекуваше дека ова генерација на Србија ќе освои и европско, ќе освои и светско, а сигурно не е фаворит на ова европско првенство. Така да ќе има изненадување, но ете од нашата група сите, ете тука да се ставиме и ние, Македонија ќе ја ставам, Англија, Италија и Германија. Набројав 7. Од 12. Значи, тоа е европско, тоа сакам да го кажам, ова е квалитет, ова е разлика него 24 репрезентации. Колку може домаќинот Полска да искористи предноста на ова европско првенство? Па секако и домаќините имаат своји математики, своји, како да кажам, планови. Меѓутоа, многу убаво кажа Срđan, наброи 7 репрезентации, значи сите 12 да ги кажете нема да сгрешите, затоа што секој што е поеден таму, че тоа го заслужил и одиграл квалитетни надпревари, покажал максимално добра форма, квалитет во секој поглед и мислам дека не е изненадување било кој да биде европски првак. Значи тоа го зборам без никаква резерва и навистина така мислам. Значи и Македонија да биде европски првак и Полска да биде европски првак, тоа е многу реално затоа што таму се најдобрите селекции, затоа што ова е веќе едно сито кое што го поминале сите репрезентации, кај што само треба да финализираат. А ќе финализираат на начин како што до сега разговаравме, значи со еден силен карактер, силен менталитет, зборам за Македонија, а истото може да се однесува и на Полска. Значи, може да замислите кои фанатици се појаците, имаше скоро европско светско првенство во одбојка, во други спортови. Значи, секогаш кога се домаќини, они се близу до европскиот, до светскиот врв. Значи, така мислам дека ќе го искористат тој момент, таа еуфорија која што ќе се створи, сигурно ќе бидат полни стадионите и имаат фудбалски квалитет, така да многу реално е да бидат во самиот врв. Мислам дека имаме некој во студиото што има поголемо искуство со Полска и за она што ја 7 години бев таму, се работи за една страшна спортска нација, значи не само фудбал, што Добринко, одбојка, кошарка, ракомет, тоа е значи традиција, да не зборам ски скоки. Значи мислам дека не само затоа што се домаќини пољаците последниве 10-15 години имаат направено еден страшен програм, страшен систем. Јас кога бев во Легија, Легија воспостави скаут систем низ цела Полска е 50 милиона народ. Значи од најдобрите играчи од сите тие средни школи, основни училишта ги собра во Легија, ги донесе нивните фамилии да живеат во Варшава, им даде работа на родителите, им даде на децата тренинг 2 пати дневно,
и образование. Превоз до училиште и од кој сега да студира да учи факултет и Легија во последните 6-7 години заработи на 30 на милиони од што продаде 3-4 играчи. Да не забораваме дека Левандовски е дете на Легија. Иако преку Лех Познан се афирмираш. Значи како него има многу, јас имам играно со неколку играчи да не ги набројувам, кои што Легија заработи за нив 20-30 милиона за 5-6 години. Значи тоа е правиот начин како се работи. Меѓутоа Полска е една сериозна европска држава. Во времето кога јас бев, беа припремите за европското првенство во Полска и Украина, што се направија страшни стадиони. Ќе видите на какви стадиони ќе играат децата. Значи тоа е сериозна спортска нација и да се навратам на почеток на прашањето, кој би бил европски шампион? Јас се надевам Македонија да биде. Јас сум оптимист. Ако не биде Македонија, нека биде некој од нашата група, да речеме да од нашата група е европски шампион. Тоа би било супер сценарио. Јас сум оптимиста во природа и верувам во овие момци. Ако можеме ние на Франција да изфрлиме со такви звезди кои што играат во Пари Сен-Жермен и Монако, па зошто да ги подценуваме нашите дечки и да кажеме дека па зошто не играме полуфинале па и да се бориме за медал. Како никогаш досега би рекол од моето обкружување и од луѓето со кои што се познавам и се дружам и гледам фудбал заедно, не сум почувствувал толку голема горчина по еден нерешен резултат на фудбалска репрезентација на Македонија. Сме ги гледале сениорите во наразлични комбинаторики, со наразлични селектори, со наразлични имиња во тимот, со звезди. Сме губеле сериозно, сме потфрлале со многу послаби репрезентации од нас, но за ремито во Франција, за оние 1-1 и можноста да се победи една таква репрезентација на такво гостување, говорам таква, мислам на име и презиме во европскиот и светскиот фудбал, македонската јавност беше крајно разочарана не од македонската репрезентација. Од резултатот. Од среќата што ја немаше нашата селекција за да победи Франција на тоа гостување во овие евроквалификации и уште тогаш веќе да се наметнеме како фаворити во нашата група. Потребно е тоа чувство, би рекол и би заклучил во нашата држава, така вистински да се сака репрезентацијата, го наполнија стадионот до последно место. Имаме сега и мундијалски квалификации, потоа и континентални за европско, во сениорска конкуренција, ги имаме и младинците. Би рекол дека треба малку повеќе да се верува во се она што се случува околу нас во спортот, да подзаборавиме овој месец јуни на сите критики и на сите негативни анализи кои што ги правиме и знаеме да ги правиме во врска со нашиот репрезентативен фудбал за да извлечеме на заклучок дека и ние имаме фудбал и ние можеме да постигнеме резултати. Тука мислам нови млади играчи пред се заради успехот кој што го направија со самиот пласман. Верувам дека мојата генерација на спортски новинари кои што се на почетокот од својата кариера ќе имаат можност и ќе го поздравам колегата Калински да кон крајот на својата кариера да кажа дека ние бевме дел од едно европско или светско првенство во сениорска конкуренција во фудбал и тоа би било една прекрасна можност за сите оние кои што веруваат во спортот и во невозможното да се израдуваат овој јуни. Македонија ќе живее со фудбалот, на телевизија Нова ќе одат телевизиските преноси, ќе го пренесуваме ова европско првенство, верувам ќе видите наши гости повторно, ќе анализираме за оно што ќе се случи и од кога ќе се случи. На крајот само би рекол со што треба да биде реално Македонија задоволна во групната фаза. 3 надпревари, 9 бодови, колку би ја однеле Македонија во полуфиналето? Па добро, јас ќе кажам дека за оваа селекција немаше критики. 13 надпревари се без пораз, играат навистина добро. Јас ги гледав сега со Бугарија, со Црна Гора, играа со друг состав. Тука имаше доста разлика во класи, иако да бидеме објективни дека Бугарија дојде до смена на генерација па играат со 2-3 години помлади играчи, но имаше барем 3-4 класи разлика во класи во однос на нас. Значи овие деца се со само доверба, немаше ни едно столче на Фудбалската федерација на Македонија на стадионот каде што можеше да се седне, се гледаше и од околу. Значи луѓето сакаат, да не кажам 20.000 со Шкотска, значи луѓето кај да играат ова селекција, луѓето сакаат квалитет. Луѓето сакаат да се победува. Луѓето сакаат да бидеме ние надмоćни, не да идеме на стадион и однапред играме со овие и однапред да се предадеме. Значи секогаш колку 2 години се без пораз, децата секогаш имаат страшна поддршка од сите и да има сега да играат квалификации,
ќе го наполнат стадионот, што не можем да кажем за А репрезентацијата, иако ако дојде сега Шпанија, како што дојде Шпанија или Италија, не го пуни репрезентацијата на Македонија. Тоа е сосема диаметрално спротивно, го пуни Шпанија и Италија ќе го наполнат стадионот. И за жал со Италија не беше ни полн стадион, за жал. А сега стадионот го полни она што сакаме сите. Сите го полни македонската, што сакаме да ги гледаме децата, значи играат добро. А ќе кажам на Панчев ќе се на Ќумбе ќе се навратам. Јас сакам Македонија да победи, не ме интересира кој ќе биде друг од групата. Јас сум оптимист, децата не направија многу горди на тоа што не однесува на европско. Овие деца заслужуваат и заслужија многу поголема почит и ја имаат веќе почит во нашата јавност. Не ме интересира кој ќе биде друг. Панче рече нека биде од нашата група, не ме интересира, не сакам да биде, сакам да бидеме ние. И ова е празник, ќе видат што е празник, ова е уживање. Не однесува, значи нека уживаат, ова е празник, веќе е празник. Они го направија на све и сега ќе уживаат и ќе видиме како ќе биде празникот. Дали ќе го прославиме со титула? Сепак има многу поголеми репрезентации, има турнирски многу позрели селекции, знаат како да играат. Ние сме во тој однос, јас малце ќе кажам, ќе се навратам, малце сме хендикепирани, бидејќи не сме играле турнирски вака надпревари на европско. Не знаеме како и што, бидејќи имаме и 13-14 играчи, немаме 20, ќе треба тука доста за овие надпревари, но сепак верувам во нив и се надевам на најдобро. Селектора? Па после вашиот заклучок, ја ништо не би кажал, значи толку убаво објаснивте и очекувањата на македонската јавност и нашите очекувања. Мислам дека многу убаво тоа го сублимиравте целиот овој разговор и само ќе кажам дека треба да сме оптимисти. Целиот овој разговор наш беше оптимистички, мислам дека треба така да останеме и јавноста да остане. И ако се случи нешто да не ги исполнат момчињата нашите очекувања, не треба да биде тоа крај на светот. Значи постои добра генерација, постои предуслов за понатамошни добри резултати, за квалитет во репрезентацијата и само така треба да се гледа, а не како што нашиот менталитет знае да каже толку беше или во тој смисол. Значи ние веќе сме европски прваци со самото тоа што сме во такво друштво. Значи, се понатака што ќе се направи, а ќе се направи доста затоа што тргнуваме од една добра основа, значи мислам дека ќе биде голем успех за македонскиот фудбал и пак ќе речеме на база за понатака да не биде ова случајно, туку да се надоградуваат успеси понатака во сите конкуренции. Почитувани, ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за сите анализи и совети кои што ги споделивте со нашите гледачи. Телевизија Нова останува отворена за сите кои што го сакаат спортот. Не очекува еден богат спортски месец. Турција, Шпанија, тоа се двете селекции кои што гостуваат во Скопје на почетокот од јуни, потоа ни Европското фудбалско првенство за младинска конкуренција до 21 година во Полска. Верувам дека во јуни ќе се гледаме почесто и ќе имаме можност да правиме многу по-позитивни анализи по успесите или резултатите на нашите репрезентации. Ви благодарам уште еднаш. А почитувани на вас ви благодарам за одвоеното време. Верувам дека уживавте во овој час и половина на телевизија Нова. Следете нередовно во секојдневните спортски изданија и секако она што го носи секој спортски викенд. Благодарам и пријатно.